Добре дојдовте, пријатели. Добре дојдовте во местото каде што промената започнува. Ова е почеток на една голема борба. Не борба за имиња, туку борба за твоето место. За улицата што ја чекате осветлена, за училиштето што го чекате обновено, за иднината што ја заслужувате. Нашата порака е едноставна. Ти веќе го знаеш одговорот. Кој остана со тебе кога беше најтешко? Кој не ветуваше празно, туку работеше? Кој е твојот човек? Твојот човек, твоето место, за твојата иднина. Секој град има своја приказна. Секој мало има свој глас. Нашата приказна е испишана од луѓе што работат за својот град. Луѓе што се дел од оваа листа. Ова не е само листа на имиња. Ова е листа на доверба. На луѓе што не се кријат. На луѓе што секогаш се тука. Затоа, денес ги представуваме кандидатите за советници во Советот на општина Чучер Сандево. Мартина Велјановска. Теодора Радеска. Драги Лулевиќ. Жаклина Јазаджиевска Ѓоргиев. Филип Мирчевски. Ивица Томашевски. Даниела Шишковска. Стефан Комненовиќ. Маријан Вујќ. Димче Тасески. И на крајот носителот на листата, човекот кој ќе го предводи тимот во Советот. Да ја поздравиме, Ирена Поповска. Драги пријатели, секоја промена е резултат на заедничка сила. Секоја борба бара тим. А тимот на ВМРО ДПМН е составен од луѓе што стојат цврсто со народот. Овде денес е еден од тие луѓе. Човек што е дел од раководството на партијата. Човек што со години се бори за Македонија. Човек што ја знае вредноста на честната работа и одговорноста пред народот. Да го поздравиме. Членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН е носител од изборната единица 2 на претходните парламентарни избори, подпредседателот на ВМРО ДПМН е Владо Мисајловски. Благодарам. Почитуван председател на ВМРО ДПМН и премиер господин Христијан Мицкоски. Почитуван вице-премиер, почитувани коалициони партнери, почитувани жители на општина Чучер Сандево, драги пријатели. Прво би замолил за еден огромен аплауз за новиот градоначалник Зоран Бајовски. Зоки, навистина ми е чест што денеска можам да се обратам и драго ми е што мислам дека ова е најголемиот митинг што било кога е направен за последниве години, би реков и децении. Секоја чест ви благодарам народе што дојдовте да го поддржиме, Зоки. Чучер Сандево е општина со историја, со достоинство, со вредни и честни луѓе. Во изминатиот период реалноста за многумина во општината беше далеко од очекувањата. Наместо напредок и решенија, гледаме застој и отсуство на вистинска грижа за проблемите што ги засекаат сите жители. Чучер Сандево заслужува многу повеќе. Заслужува многу подобро. Заслужува честна и домакинска работа. Потребно е Чучер Сандево да има градоначалник кој ќе ги слуша и разбира граѓаните, кој ќе работи искрено и посветено, без празни ветувања. Денеска не сме собрани само за да слушнеме уште еден говор. Денеска сме тука да кажеме дека е доста. Доста е од празните зборови. Доста е од ветување што завршуваат само на денот на изборите. Време е. Време е за промени во Чучер Сандево. Време е општината да ја води човек кој знае како изгледа секојдневниот живот токму тука. Човек кој не доаѓа со протоколи, туку сите го знаете, домакински еден одличен, најнормален човек што сите ве почитува и сите што ве сака, тоа е нашиот Зоки. Човек што апсолутно секој ден е на терен, меѓу сите вас, меѓу народот. Не е само за кампања тука, туку и после кампања секогаш поминува да ги
слушне повторно проблемите и она што го запиша, она што сте му го спомнале и во минатите кампањи, јас како носител, но и во многу изминати кампањи, Зоки секогаш се враќа кај секој еден граѓанин, бидејќи Зоки си го сака својот народ и затоа и го почитуваат сите граѓани во Чучер Сандево. Зоки секоја чест што ја враќаш само до вербата на жителите во Чучер Сандево. Браво! Затоа со гордост можам да кажам дека Зоран е вистинскиот избор. Тој ја носи посветеноста и одговорноста која не достига во последните години. Со искуство и решителност тој е подготвен да ја врати до вербата и да се избори за многу проекти, за подобра иднина на Чучер Сандево. Не ветува невозможни работи, туку конкретна работа и присуство таму кај што е најпотребно. Кај вас, кај луѓето. Тој е човек кој носи искуство, знаење и што е најважно, искрена намера да работи секојдневно за нови проекти во Чучер Сандево. Без лажни ветувања, без политички игри, со план, со стратегија. Зора нема да ви каже она што сакате да го слушнете, туку ќе го направи она што требаше да биде одамна направено. Но и она што е реалност ќе ви го каже и ќе најде начин како да се помогне и да се исправи. И не заборавајте, локалната власт секогаш треба да е најблиску до народот. А со овој градоначалник сега што е, знаете дека општината е како една заборавена општина. Затоа сето тоа треба да се смени. Треба градоначалникот да биде сојузник, а не пречка. А Чучер Сандево беше оставена, како што спомнав, на себе со многу нерешени проблеми. Со заборавени села, со недовршени проекти и многу празни ветувања. Но тоа ќе се смени многу набрзо. Затоа со Зоран Баевски на чело на Чучер Сандево ќе се врати редот и одговорноста. Ќе се слуша секој глас тука, ќе се почитува секој човек, ќе се работи домакински за да има нови проекти, нови инвестиции, нови улици, нови паркови, училишта, развој, но и надеж за сите граѓани на Чучер Сандево. Затоа повикувам на 19 октомври излезете масовно да покажеме дека Чучер Сандево знае да избере честност наместо интереси. Да избереме работа наместо зборови. Да направиме вистински избор, да избереме луѓе кои знаат што значи да се работи само за народот. Затоа би сакал и со пред крајот да ги поздравиме сите овие прекрасни луѓе што се на советничката листа и од коалицијата, бидејќи тие ќе бидат тимот на Зоран што заеднички ќе победуваат. Да ги поздравиме со еден огромен аплауз. На крајот би сакал да се заблагодарам на сите коалициони партнери, бидејќи минатиот пат направивме огромен резултат благодарение на сите вас. Овде имаме одлична соработка со многу коалициони партнери. Заеднички ќе ја донесеме победата. Но затоа повикувам до крајот на кампањата да се посети секој еден човек. Секој едно населено место тука во Чучер Сандево се разговара директно. Имаме кандидат што навистина сите го почитуваат и навистина сакаат да го слушнат. Затоа заеднички, тимски да појдеме во секој едно населено место и да направиме историја тука и се разбира наредните 4 години да имаме нов градоначалник, а тоа е Зоран Баевски. Да сте ми живи и здрави, да живее Чучер Сандево, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата, да живее Македонија. Благодарам многу. Секоја општина има свој човек. Човек кој не бега, не глуми, човек кој знае дека довербата се гради со работа. Тоа е човекот што ќе биде секојдневно со вас, на улицата, во училиштето, во маалото. Вашиот кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево, Зоран Баевски. Почитувани сограѓани, почитувани пријатели, сопартици, почитувани коалициони партнери, почитувани советници од советничката листа на ВМРО ДПМН, почитуван наш председателе професор доктор Христијан Мицковски. Добродојдовте во Чучер Сандево, добродојдовте во Мирковци. Огромна чест и задоволство ми е, но и одговорност да се обратам пред лидерот на ВМРО ДПМН. Но уште поголема одговорност ми е да се обратам пред вас, драги мои сограѓани. Бидејќи сум почестен, прв пат кандидат за градоначалник во Чучер Сандево во изминативе 30 години колку што постои општина Чучер Сандево, има ВМРО ДПМН и прв пат не посетува премиер за време на локални избори. Затоа сакам да го поздравиме ова.
30 години нашата општина беше оставена на страна, ограбувана од оние што ја гледаа само за лична корист. Чучер Сандево како да беше привилегирана приватна фирма на поединци сите овие години. Затоа денеска имаме нефункционално комунално предпријатие, нефункционална пречистителна станица, дури ни ѓубрето не можат да го соберат, па ни седи со денови по улициве. Нашата општина е со најголем еколошки потенцијал, чист воздух, чиста природа и е најпосакувана дестинација за живот во Скопје, од сите општини во Скопје. Сето ова мора да го сочуваме. И да ја оставиме нашата општина чиста на нашите деца, бидејќи сепак тие се привилегирани да живеат во оваа општина. Во моментов на територија на Чучер Сандево има над 32 диви депонии. Приоритет ќе биде уште во првите 100 дена да ги расчистиме истите. Имаме конкретен план, стратегија во измени на функционирањето на комуналното предпријатие, собирање и селектирање на комуналниот отпад, се со цел да останеме еколошки чисти. Изминативе 8 години од локалната власт се инвестирани 0 денари за противпожарна заштита. Ние набавуваме во првиот период 3 противпожарни возила интервентни, кои што ќе бидат формирани заедно со доброволно противпожарно друштво. Бидејќи лекцијата ова лето ја научивме. Ни изгореа над 1650 хектари шума и над 220 хектари земјоделски површини, лозови насади и овошни насади. Единствено нешто што ги интересираше претходните беа изградба на игралишта. Бидејќи потрошија брдо пари. Околу 800.000 евра се потрошени наши пари за изградба на игралишта, без да ги интересира локацијата или пак безбедноста на нашите деца. Ги интересираше само провизијата. Ние граѓаните на Чучер Сандево заслужуваме да знаеме каде се троши секој наш денар. Промени во Чучер Сандево мора да има. Никој не ви се плаши од заканите што ги упатувате, нити може повеќе некој да купите. Нашата визија е конкретна и јасна. Патишта што ќе траат со децении, водовод и канализација што ќе го врати достоинството во секој дом. Ефикасно лично осветлување, функционални комунални инспекции. Социјална правда за сите категории. Ниту едно лице нема да биде заборавено. Воведуваме дневен центар за пензионери, програма за домашна нега и поддршка на лицата со попреченост. Наша должност е и подобра здравствена заштита на сите граѓани. Бесплатен одмор за сите дечиња од основните училишта во Чучер Сандево од социјално ранливи групи. Ке создадеме економија за сите, услови за мали бизниси, за занаетчиство и земјоделие. Ги поддржуваме и младите предприемачи, ги задржуваме работните места тука во нашето Чучер Сандево. Со бизнис клуб и општински координатор за земјоделие и јавно планирање, координатор за туризам на Скопска Црна Гора, ги отвориме вратите за инвестиции што ќе ги вреднуваат локалните ресурси. Бидејќи Скопска Црна Гора и Чучер Сандево има неискористен туристички потенцијал. Ние имаме богата култура и богата традиција. Во програмата се офатени сите 14 населени места со приоритетни проекти. Ке посветиме внимание и на викенд населбите, бидејќи имаме 5 викенд населби во Чучер Сандево. Капитални инвестиции во канализациона мрежа во повеќе населени места, вклучувајќи Акучевачка бара, Глуво, Сандево, Чучер, Побожје. Обновување на изворите за вода. Ова лето имавме проблем со водоснабдување и ќе мора да го решиме тој проблем. Асфалтирање на преку 50 километри локални улици во населени места кај што до сега немало асфалт. Младите се двигател на промените. Нема да дозволиме да си заминат од нашата
општина ќе вложуваме во образованието, дигитални вештини и проекти кои создаваат шанса за работата и предприемаштво овде, во нашето Чучер Сандево. Нивната енергија ќе биде наш мотор, а нивниот талент нашата надеж. За прв пат ќе инвестираме конкретно во спортот, во Трим патеки и долго очекуваната спортска сава. Изминатите години сите ја баравме, ама не добивме локација, немавме проект. Во овие 4 години ви уверувам дека Чучер Сандево конечно ќе добие спортски комплекс, спортска сава со над 4000 метри квадратни. Екологијата не е луксус, туку обврска. Ке функционираат пречистителни станици, ревитализација на речните корита, отстранување на диви депонии и зелени рекреативни зони. Бидејќи земјата ни е оставена од нашите предци како аманет и ние треба да ја оставиме на нашите деца неоштетена и чиста. Нема да има компромис во безбедноста, подобрување на сообраќајната инфраструктура, осветлување, мерки за заштита на пешаците и реакција за итни служби. Секој граѓанин мора да се врати безбеден дома. Ова не е само моја борба, ова е наша борба, бидејќи ние друга општина за живење немаме. Нас ни е останато само Чучер Сандево. Затоа ве помвикувам да бидеме сите заедно дел од промената што ќе се случи на 19 октомври. Заокружете го бројот 9 за отчетност и нов почеток на Чучер Сандево, за општина која што ќе работи улица по улица, ден по ден. Ги повикувам и моите сопартици и лидери на партијата да стојат со нас во оваа мисија. Денес пред нас имаме обврска да ја обновиме довербата, да ја вратиме честноста и да ја изградиме општината на која и се гордееме. Да живее Чучер Сандево, да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата, заокружете го бројот 9 за нашата иднина, за иднината на нашите деца. Благодарам. Секој голем момент има свој лидер. Секоја борба има свој предводник. Секоја промена има човек што ја носи напред. Нашата борба има човек што стои со народот. Човек што не се плаши од вистината. Човек што остана кога беше најтешко. Тој човек ја носи надежта. Тој човек ја претвора надежта во дело. Тој човек е нашиот избор и нашата сила. Лидерот на ВМРО ДПМН е господин Христијан Мицкоски. Ви благодарам од срце. Благодарам Чучер Сандево. Навистина импресивна гледка. Можам да заклучам дека следен градоначелник овде во Чучер Сандево ќе биде Зоки, од ова што можам да го видам. Би сакал неколку работи да кажам во моје ова денешно обраќање пред вас, кои што мислам дека се значајни за да се кажат и кои што мислам дека за време на една изборна кампања треба да ги кажеме, затоа што ако не ги кажеме, тогаш ниту граѓаните во општината, ниту пак ние ќе можеме јасно да го определиме патот кој што е пред нас, по кој што пат ќе ја водиме Македонија како држава, но и општината Чучер Сандево како општина. Некои ми велат ова се локални избори, па да зборуваме само за локални проекти. Во ред, се сложувам, да, ова се локални избори и се зборува за локални проекти, бидејќи локалните проекти се проекти кои што се од најголем интерес за граѓаните во општината. Тие најчесто ги решаваат потребите на граѓаните. Но секоја кампања, секои избори се можност да се испрати и одредена политичка порака, бидејќи преку таа политичка порака ние го определуваме патот по кој што планираме да ги движиме работите во иднина и патот по кој што планираме да ја водиме државата, а заедно со државата и како нераскинлив нејзин дел нормално и општината Чучер Сандево. Исто така има една група на луѓе која што ми вели председателе, зошто ги спомнувате СДСМ, ДУИ и останатите политички партии.
велам, мораме да ги спомнуваме, да повторуваме, за да не ни се повторат тие. Да остане запомнето тоа кое што тие го правеа во минатото, за да не ни се повторат, да не дозволиме никогаш повеќе да ни се случат ниту пак СДСМ, ниту пак Демократската унија за интеграција. Затоа е секогаш добро да се повтори тоа кое што тие го правеа, но истовремено да направиме еден рекапитулар на тоа што направи оваа влада 15 месеци, сега сме 16 месец, откако практично ја добивме довербата и во парламентот и неколку месеци претходно од граѓаните во Македонија. Драги браќа и сестри, можам да кажам дека денеска завршува втората недела од кампањата за првиот круг на овие локални избори. И според сите бројки, според сите параметри, ВМРО-ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМН е изразит фаворит на овие локални избори. И промените кои што започнаа пред 15 месеци со изборот на оваа влада, очекувам да продолжат и тука во општина Чучер Сандево, бидејќи би било навистина штета таа шанса да се испушти, да имаме влада која што ќе биде сојузник на општина Чучер Сандево, како што впрочем е и денеска. И покрај тоа што ние имаме овде градоначалник, ако можеме така да го наречеме, кој што доаѓа од нашиот политички противник, тоа е политичката партија СДСМ, сепак ние финансираме проекти што директно преку буџетот, што преку јавните предпријатија, во случајот јавното предпријатие за државни патишта, кои што се однесуваат на жителите во општина Чучер Сандево. Но да се вратам на суштината. Новија избори и покрај тоа што според јавното мислење мнозинско ВМРО-ДПМН и коалицијата се фаворити, ние сепак излегуваме со јасна програма, со проекти, кои што тука Зоран Бајовски, идниот градоначалник на општина Чучер Сандево, многу точно, прецизно, методолошки ги наведе во своето обраќање пред вас, што е тоа што е негов приоритет, што е тоа што тој планира да го прави и за што ќе има недвосмислената поддршка од владата. Имаме таква програма, додека нашиот политички противник, тоа е во генерално кажано СДСМ, ДУИ и политичката партија Левица, излегуваат на овие избори со најцрната, најмизерната, најниската кампања што некогаш Демократска Македонија ја видела од својата независност па до денес. Ако ги исклучиме оние, би рекол, монструозни лаги кои што ги објавуваат преку своите спотови кои што ги емитуваат на медиумите, оние желби на нивните перјаници новинарски кои што посакуваат да го видат моето распарчено тело спакувано во куфер, па се до епитети кои што ми ги делат мене најчесто и на дел од раководството на ВМРО-ДПМН, но се ке слушнете, само нема да слушнете што е тоа што ќе го сработат во вашата општина, каков план имаат и каква визија имаат тие во иднина, како да ја развиваат општината, како да ја развиваат Македонија и така натаму. Затоа, почитувани пријатели, браќа и сестри, на овие избори не треба да заборавиме дека имаме две опции. Нема трета опција. Тој што мисли дека има трета опција, се лаже. Нема таква опција. Тие се прокси на овие кои што се условно кажана опција. Првата опција е коалицијата СДСМ, ДУИ и политичката партија Левица. Практично Венко Филипче или Зоран Заев, како сакате, Али Ахмети и Димче Апасиев се здружиле мотивирани од две работи. Првата работа е жетта за власт. И тука не бираат средства. Тука не бираат средства со кои што се служат само да се доберат повторно до власт. Зошто им е власта битна? Имаат слоган, едниве велат се бореле за домот. Тука има многу дилема, многумина низ Македонија кога патувам во оваа кампања ме прашуваат за кој дом, за хациендите на Егејското море, за хациендите во Дубај, за јахтите, за кој дом зборуваат, бидејќи тие имаа можност 7 години
беа влада да се борат за нашиот дом, тој е нашиот заеднички дом Македонија. Тие видовме во тие 7 години дека приоритет им беа нивните лични интереси, буквално го ограбија народот и ја распродадоа државата. Тоа е белегот на тие 7 години кога СДСМ и ДУИ беа во владата. Тоа е првата работа. Да се доберат до власт и повторно, безмилосно да го грабуваат народот и да ја распродаваат Македонија. И втората работа, патолошката омраза кон ВМРО ДПМН. Сега таа омраза, слушнавме на последниот митинг, прераснува во презир. Замислете, луѓе интелектуалци, кои што пледираат да добијат поддршката од граѓаните, со каков речник се служат. Ваков тип на црна кампања, ад хоминем, ниски страсти, досега независна Македонија не видела. Тие 2 недели само тоа зборуваат. Нема да слушнете проекти, нема да слушнете план, нема да слушнете визија. Навреда, навреда и само навреда. Тоа е нивната кампања. И тие мислат дека на таков начин ќе добијат симпатии кај граѓаните и играат на кратката меморија дека граѓаните заборавија дека до пред година и половина тие беа влада и се тоа што го направија тие 7 години кога има можност. Тоа нема да се случи. Еве, јас им кажувам од овде од Чучер Сандево дека тоа нема да се случи и граѓаните масовно ќе излезат на 19 октомври, ќе го дадат својот глас за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и ќе им нанесеме уште еден голем историски пораз. Но мене ми е навистина жал што испуштија можност да ја научат лекцијата од историскиот пораз во 2021 година во првиот и во вториот круг, од историскиот пораз во 24-та година на парламентарните и претседателските избори и се уште не се свесни дека уште еден дополнително историски пораз ќе им се случи и во првиот и во вториот круг на овие локални избори. Затоа, драги пријатели, браќа и сестри, јас ја користам оваа прилика од овде од Чучер Сандево да се обратам до членовите на СДСМ. Знам дека ви е тешко да ја гледате вашата партија, како ова раководство ја уништува на партијата. Знам дека ви е тешко кога гледате дека некогаш државотворната СДСМ денеска е падната под биолошки минимум и се бори да освои 100.000 гласа на овие избори. Може би за прв пат во историјата на оваа политичка партија и да паднат под 100.000 гласа или да не освојат ниту една општина низ Македонија. Знам дека сето тоа кое што го гледате ве боли, но има начин како да излезете од оваа ситуација, како да направите внатрешно консолидирање и реструктурирање, бидејќи на ВМРО, ДПМН и коалицијата им е потребна една стабилна политичка партија, еден стабилен политички опонент со кој што ќе може да зборуваме за проекти, да аргументираме, да зборуваме за визија, за план, бидејќи ние имаме една единствена држава заедничка, тоа е нашата татковина Македонија и треба да се бориме со план, со визија, со проекти за таа држава. И затоа имате еден начин како сето тоа да го исправите, а тоа е да излезете на 19 октомври, еве ние ви подаваме рака, заокружете го бројот 9, заокружете за Зоран Бајовски, заокружете за листата на ВМРО ДПМН и коалицијата. И на тој начин ќе се ослободите побргу од ова раководство кое што буквално некогаш големата СДСМ ја претвори во политичко гранапче кое што му служи на семејството, сите знаеме за кое семејство зборувам, за да ги штити своите лични и бизнес интереси. Таму има и млади, но и искусни луѓе кои што можат да го превземат раководењето на таа политичка партија и да бидат соодветен, би рекол, соговорник на ВМРО, ДПМН и коалицијата и секогаш нормално кога граѓаните размислуваат длабоко со своето срце, со ум и со душа, се знае дека приоритет ќе има ВМРО, ДПМН и коалицијата при изборот. Но сепак не треба една стабилна политичка конкурентска партија. Тоа е моето обраќање до нив, ние ве подаваме рака, дојдете и придружете ни се. Што се однесува до
Обединувањето ни е потребно. Мора да се обединиме. Мора да имаме една оска околу која што сите ќе се обединуваме без разлика на нашата етничка разлика, верска разлика, па и понекогаш и политичка разлика. Ние мораме да се обединиме околу државотворна политичка опција, ако сакаме да се движи Македонија напред. Ако сакаме да потонеме во политичко мочуриште на поделби, на црни кампањи, на етнички разлики, на верски разлики, тогаш тоа е лошо и за државата. Ние мислиме дека како ВМРО ДПМН изминативе 15 месеци покажавме и докажавме со дела дека сакаме да бидеме влада за сите граѓани и да инвестираме на секоја педа од државата без разлика дали се таму македонци, албанци, срби, турци, власи, бошњаци или останати, или роми, или останати. Без разлика дали таму е градоначелник од СДСМ, од ДУИ, или пак од ВМРО ДПМН, од Вреди или некоја друга политичка опција. Ние, верувале или не, во овие 15 месеци подпишавме договори за реализирање на капитални инвестиции во општините од вредност од половина милиарда евра. 350 милиони евра се само доделени од Министерството за локална самоуправа, договори 100 милиони од првиот повик и 250 милиони евра од вториот повик. Ако на тоа се додадат посебните програми во Министерството за транспорт, екологија, енергетика, спорт, култура и така натаму, доаѓаме до фантастична бројка од половина милиарда евра проекти за општините. Нешто до сега што не го направила ниту една влада за 4 годишен мандат, а не па за 15 месеци. Кога веќе почнав да зборувам зошто треба да биде оска на собирање или магнетизирање ВМРО ДПМН и коалицијата, би сакал уште неколку работи да споменам како аргумент што ги направивме изминативе 15 месеци, а што мислиме дека решија дел од проблемите кои што се напластени со децении. Ние чуда не ветувавме во кампањата во 2024 година, бидејќи чуда се невозможни, а ние не сме чудотворци. Ние ветувавме многу честна работа, многу напорна работа и тоа го правиме. Ние велевме ќе биде тешко, но нема да биде срамно. И така функционираме како влада. Почнавме со минусно салдо на владината сметка од 12 милиарди денари, отприлика 200 милиони евра, како ниту една влада во независна Македонија, дури пак и постконфликтната влада при својата транзиција во 2002 година имаше позитивна владена сметка. Неисплатени плати во јавни предпријатија, во акционерски друштва, во собственост на државата, по 3-4 месеци, како што беа Национални шуми, АД Водостопанство, 5 милиарди денари долг на АДСМ, поранешно ЕЛЕМ и уште многу работи, сега да не ве оптеретувам со детали, но ние не очајувавме, направивме план како да функционираме и по тој план се движиме и побргу од тоа што очекувавме. Само ќе ве потсетам дека покрај овој фундаментален столб на наше ветување дека ќе реалоцираме по до 250 милиони евро од централниот буџет за општините, ние ги испорачавме и двете други фундаментални носечки ветувања кои што беа дел од нашата кампања за парламентарните избори во 2024 година. Првото е, ветивме дека на пензионерите ќе ги зголемиме пензиите линеарно во првата година за 5000 денари. Тоа го направивме за 9 месеци, а за година и половина ќе бидат тие 5-7000 денари линеарно зголемување на пензиите за пензионерите. Дали е тоа доволно? Не е доволно. Дали треба повеќе? Треба, но имајќи предвид дека пред ова зголемување 150.000 пензионери имаа пензии до 12.000 денари, тогаш можеме да заклучиме дека за само година и половина за до 60% се зголемени пензиите на пензионерите од оваа влада. Сетете се како беше во минатото, кога пензиите се зголемува за 100, 150 или 200 денари. Тоа е првото носечко ветување. Второто ветување беше реалокација на средства за финансирање на проекти во општините. И третото, тоа беше ветувањето дека Демократската унија за интеграција, без разлика на резултатот, оди во опозиција и Али Ахмети и раководството вакво нереформирано, криминално е во опозиција и ќе остане уште долго во опозиција. Би сакал уште за неколку други работи да споменам, кои што се случија
изминатиот период, кои што ценам дека треба да се споменат. Не ги заборавивме ниту предприемачите, бизнисмените. Обезбедивме 250 милиони евра ефтин субвенциониран од државата кредит со каматна стапка од 1,95%, до 3 години грейс период и до 12 години рок на отплата, што ќе каже вкупно до 15 години, со што се зголеми инвестицијската активност и во првото полугодие од оваа година имаме за 3 пати повеќе домашни инвестиции споредено со инвестициите за истиот период минатата година. 2024 година ја завршивме со рекордно ниво на странски инвестиции од 1 милиарда 255 милиони евра, со што Македонија од дното повторно стана земја број 1 по странски инвестиции во регионот и во првите 3 во Европа по глава на жител. Да прецизираме, затоа што да не излезе повторно овие од опозицијата да ги спинуваат, моделираат нашите изјави. Бевме до пред година и половина на дното, сега повторно сме лидери во регионот, а во Европа сме во првите 3 држави. 4 квартали поред имаме бруто раст на бруто домашниот производ, најпрво 3%, па 3,2%, па 3,2% и 3,4%, во услови кога најголемиот дел од државите во Европа се во минус, а во регионот сме повторно лидери после година и половина од претходната влада. Во делот на инфраструктурата обезбедивме и ги завршивме проектите на експресните патишта кои што беа заборавени, дел од изведувачите и беа избркани поради субјективни причини, можете да замислите кои. Тоа е експресниот пат од Страцин до Крива Паланка, потоа експресниот пат Градско Прилеп, делницата Градско Дреново, Дреново Фариш се пуштија во употреба, регионалниот пат од Охрид Коњско до Светинаум се пушти во употреба, се пушти првата фаза од пругата Куманово-Белјаковци, се работи на втората и се откочи третата фаза. Се засили, односно би рекол, отпочна градбата на 3 автопатски делници, тоа се Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани-Кичево, односно Прилеп-Битола и се интензивираше како никогаш досега изградбата на делницата од автопатот Кичево-Охрид и еден добар дел од 35 километри веќе се пушти во употреба, граѓаните можат тоа да го користат. Очекувам најдоцна до првиот квартал од следната година да го пуштиме целосно овој дел од автопатот кој што е дел од коридорот 8 од Кичево до Охрид. Кога зборувам за градоначалниците, би сакал да споменам дека ВМРО-ДПМН во изминативе 4 години имаше 42 градоначалника, ВМРО-ДПМН и коалицијата. Тие 42 градоначалника на ВМРО-ДПМН и коалицијата во изминативе 4 години реализира патчиња, улици, булевари во вкупна должина од 770 километри и вкупна вредност до 100 милиони евра. Исто така, тие реализира некаде околу 47 километри водоводна мрежа и 91-92 километри канализација. Понатаму 274 детски и спортски игралишта. Имаме 12 затворени пазари, 8 пречистителни станици, потоа имаме околу 400 модернизирани и реконструирани училишта и градинки, но најголемата вредност која што ја имаат проектите на градоначалниците од редот на ВМРО-ДПМН и оваа влада изминативе 15 месеци, а тоа е дека нема ниту една криминална афера, нема ниту едно основано сомневање за злоупотреба и тоа е тоа кој што многу ги загрижува нашите политички противници. Можам да редам уште многу, пред нас има уште многу да се работи, уште многу да се испорачува, бидејќи тоа го очекуваат граѓаните од оваа влада. Сакам уште да кажам дека покрај тоа што победувавме дома, реализиравме дома, многу беше важно да излеземе и на меѓународен план, да почнеме да победуваме во Брисел, да победуваме во Берлин, во Париз, во Лондон, во Вашингтон и во други главни градови низ Европа и светот, бидејќи она наша македонска дипломатија со свитка на кичма, каде што буквално подпишуваа све што ќе им беше ставено на маса, кој што прифаќаа секакви капитулации, мораше да биде најпрво совладана,
да ја пренесеме вистинската приказна за Македонија, да ја пренесеме вистинската приказна за граѓаните во Македонија, дека тоа што беше изминативе 7 години дипломатија по рецептот на Османи, Бујар и Маричич Бојан, дека тоа нема никаква заедничка врска со тоа што го чувствуваат огромното мнозинство граѓани во Македонија. И чекор по чекор почнавме да ги повраќаме позициите кои што беа распродадени од овие претходна. Тој процес не е лесен, тежок е, бидејќи противниците кои што ги имаме не се за занемарување, тоа се озбилни противници, многу побројни од нас и многу поголеми, но ние многу пати во историјата сме покажале и како народ и како нација дека кога сме обединети, кога сме како едно, можеме да совладаме многу поброен и многу посилен противник. И јас сум убеден дека оваквиот пристап, аргументиран, да подсетам, аргументиран, ние не одиме со глава во зид, туку ние збориме аргументирано со факти и нашите факти и аргументи ги совладуваат другите факти и аргументи. Мислам дека на овој начин, кога ќе се води меѓународната политика и дипломатија, полека ќе ги повратиме сите оние позиции кои што беа изгубени во минатото, сите оние позиции кои што ги беа распродале овие од претходната влада и на тој начин ќе го вратиме гордоста и достоинството на македонските граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Дали ќе успееме, не знам, но дали ќе дадеме се од себе, сигурен сум. Дали ќе оставиме подлога поинаква од таа што ние наследивме за генерациите кои што доаѓаат по нас, кои што имаат желба сето тоа да го направат, сигурен сум дека тоа ќе се случи и убеден сум дека во историјата секогаш ние и како народ и како нација сме биле на правата страна, па така и овој пат ние ќе бидеме на правата страна и убеден сум дека резултатите ќе дојдат и тие се неизбежни. Сосема на крај, драги пријатели, браќа и сестри, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство, што одвоивте дел од вашето драгоцено време во овој ден недела, да бидете со нас, да не изслушате. Би сакал да ве замолам да излеземе масовно на 19 октомври, да го дадеме гласот за Зоран Бајовски, за победничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, да го заокружиме бројот 9, да го направиме вистинскиот избор за твојот човек, за твоето место и за твојата иднина. Ви благодарам од срце. Да ни е вечно и вековито Чучер Сандемо, да сте ми вие здрави и живи и Бог да ни ја благослови нашата заедничка Македонија. Ви благодарам.